Благодарам, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. На оваа пресконференција сакам да го соопштам ставот на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз и на коалицијата во однос на точките на дневниот ред, а тоа се интерпелациите кои што се поднесени за неколку министри. СДСМ и коалицијата нема да ги поддржи и нема да гласа за интерпелациите поднесени од ДУИ, затоа што сметаме дека нема потреба да имаме нови поделби по етничка основа и во однос на интерпелациите. Македонското собрание во ниту еден случај не смее да биде мегдан за потикнување на било какви меѓуетнички тензии и отворање на можности за поделби помеѓу граѓаните. Доколку намерите на подносителите биле вистински, причините за интерпелациите не смееле во ниту еден случај да бидат поврзани со етнички контекст, туку да бидат единствено со аргументи и со факти за работа на одреден министер или функционер. А за жал, аргументи, факти има колку сакате за да најдете причина за било каква интерпелација. Инцидентите и сквернавањето на македонското знаме, нарушувањето на јавниот ред и мир, како и употреба на огнено оружје, што се случија за време на одбележувањето на денот на албанското знаме, е за секоја осуда и представува директно загрозување на меѓуетничките односи, јавната безбедност, достоинството на македонците и исто така и други настани кои што се случуваат во смисла на сквернавање на други символи и така натаму, не одат во прилог на градењето на меѓуетничките односи. Постапувањето на институциите, и исто така и преземање на сите потребни мерки за санкционирање на сторителите на овие пред се непромислени и штетни действија не може да биде предмет на политичка интерпелација. Постојат закони и ако тие закони се прекршени, тогаш мора да се постапува и некој мора да носи одговорност. А од друга страна постојат многу други основани причини за интерпелацијата, особено за министерот Тошковски, но и за многу други министри во владата на ВМРО-ДПМН. И сега кај нас се поставува прашањето зошто, например, ДУИ не ги опфаќа сите овие основи за интерпелација на министрите. Например, немаме ниту еден збор зошто не се преземаат мерки за она што ни се случува со нечистиот воздух и непреземањето на иницијативи од страна на министерот за екологија. Немаме ниту еден збор во интерпелациите за скандалите кои што се случија на косовската граница, за бегствата на Рамадани и на Груби, кои што се под директна надлежност на МВР. Нема ниту збор за партиската чистка која што се случува во институциите, посебно во безбедносниот сектор, отпуштање од работа на професионалците, партиските распределби и незаконските разрешувања. Нема ниту еден збор, например, зошто е амнестиран бодигардот на Мицкоски кој што нападна полициски инспектор, а сега е ослободен од одговорност и веќе унапреден во кариерата. Исто така, не се офаќаат во интерпелацијата многу настани од безбедносен аспект кои што не се случуваа во сите градови, и во Скопје, и во Прилеп, и во Штип, например, не се прашува зошто во Штип е запалено возилото на началникот, запалена викиндицата на заменик началникот и така натаму, и се уште немаме одговор на овие прашања. Сето ова говори дека намерите се сосема поинакви и отворање на некакви нови димензии во однос на етничките прашања. Во изминатите 6 месеци јавниот простор по Македонија е затруен со етнички теми, наративи и со поделби. И ова е стратегија на ВМРО-ДПМН и ДУИ не од сега. Тоа е од минатото, ги влече своите корени и токму ваквата стратегија која што имаат и ДПМН и ДУИ, СДСМ најостро ја осудува и сметаме дека нема основа да бидеме дел од било какви игри. Зошто? Затоа што СДСМ
премногу вложи во изминатиот период на градење на меѓуетничките односи. Иако пред неколку години приоритет во прашањата беше да се подобрат меѓуетничките односи, веќе тоа не е и не треба да биде тема на разговор. СДСМ смета дека преку градење на добри меѓуетнички односи, преку учество, инкорпорација на секој еден во македонското општество, да се искористат сите можни капацитети кои што ги имаат без разлика на верска, национална, политичка припадност и така натаму, оние кои што се експерти од своите области, да направат се и да се потрудиме заеднички Македонија да ја направиме европска држава, да ја направиме економски просперитетна држава, да ја направиме држава која што ќе има развој. И морам да кажам дека оваа стратегија на подгревањето на меѓуетничките односи најмногу погодува токму на ВМРО, ДПМН и на ДУИ. Ние како пратеничка група, како партија, секојдневно зборуваме и гласно ќе се спротивставуваме на сите погрешни политики на власта и во собранието и надвор од него. И тоа ќе го правиме и понатаму. Сите демократски инструменти кои што стојат на располагање ќе ги искористиме и пред се одговорно и аргументирано да работиме, не заради дневна политика, туку заради иднината и заради граѓаните. Благодарам.